Добар ден на сите и добре дојдовте во уште една среда и издание на рубриката Прашања и одговори. Моето име е Јосиф Дамјанов. За секој од вас кој што можеби се уште не знае како тоа да го направи или можеби по прв пат се среќава со мене, може да ги користи хаштагот AskJosif на социјалните мрежи. Можете да ги користите моите приватни профили на Instagram и на Facebook или Snapchat како Коуч Јосиф ќе ме најдете, а истото може да го направите и на телефонските броеви на телевизија Телма. Доаѓа од ace.котев и прашува дали се добри и здрави за конзумирање овесните каши, мусли барови, протеински барови кои што многу често ги има во маркетите. Аце, знам дека и конкретно таргетираш и ме прашуваше за конкретна компанија македонска која што произведува овакви работи. Не би зборувал за компании овдека и не би коментирал, но во секој случај постојат многу компании кои што healthy маркетинг, здравиот маркетинг го искористуваат и не искористуваат нас луѓето со тоа што ќе направат добра опаковка на која што ќе пишува fit, wellness, fitness, здравје и не знам што и ќе не излажат и намама да посегнеме по тие производи. Најдобар начин да знаеш да ги проценуваш тие производи дали се за тебе или не се е да ја свртиш етикетата и да прочиташ на енергетска вредност од 100 грама две работи, а тоа се мастите да не надминуваат 5 грама, значи не повеќе од 5 грама масти и не повеќе од 25 грама на шекери. Така да тие две вредности запази ги, затоа што многу производи кои што се ставени денеска во маркетите во делот здрава храна, знаат да бидат и понездрави од оние кои што се као нездрава храна и кои што се сладки. Така да знам дека многу од нас може да се излажани и тие се две работи кои што јас би ти ги дал како совет за да те спасат и да повнимаваш кога пазариш во маркет.